Здраво живо поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 221. Пред известно време кажамо дека преко 6 години се работи овој циклус на емисија преко сведоштва на познати луѓе од Куманово и од други места кои се вржени со Куманово, кои кажуваат за историја на град. А денеска имамо стварно многу интересантно соговорника, познат фудбалер, не од Куманово, од Скопје, ама играе за Куманово со срце и душу и ќе ни ги објасни тие убави моменти кога Куманово имало стварно многу добра екипу и играло у тагашто неверојатно друго југословенско ливо. Денеска наши ваш гост е Љупчо Ѓорѓиевски Талпа, али на почеток да го поздравиме обичаено спонзора на емисија туристичка организација Златибор, која го подржува овој емисија и фала им од срце. Драги кумановци и кумановки, отидете на Златибор, едно прекрасно место каде што ќе најдете право место за одмор, за душу и за релаксација. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Талпа, здраво живо, како си? Добар ден, благодарам за поканата. Со задоволство ја прифатив вашата покана и драго ми е што дојдов во градот Куманово. Еве ја вас ке ве прашам, ја кажа уводен дел, спонзор на емисија е туристичка организација Златибор. Веројатно, можеби нека сте биле на Златибор, можеби не. Луѓе од Македонија, наши луѓе иде многу тамо и едно стварно прекрасно место. Јас се слагам со вас, прекрасно место и би препорачал на луѓето да го посетат и да поминат незаборавни денови во тоа убаво место. Ево кој Талпа, на почеток ми прво ќе почнеме етапно како што сви ги прашуваме гости. Куде сте ви роден у Скопје, у кој дел на град? Па после ќе дојдеме до оно што е круна на наш разговор, брилјантни моменти на Куманово 70 години и развој на фудбал во наш град. Талпа, куде е роден вие у Скопје? Па да ви кажем, јас сум роден во Скопје, моите родители, татко ми исто Скопјанец, генерација, може 5 колена во Скопје. Роден сум у Скопје, висто крајот на 49 година, тачно на 25.12.1949 година, што би се рекло католички Божич. Така е. И куде сте родени, у кој дел на Скопје? Па јас сум во Дебар Мало, Дебар Мало, близина на паркот и тука детството ми е поминато
во парк. Исто така детство, прекрасно детство во тоа време сигурно каде е подобро него денес што го имаат младите деца. Детството слободни, отворени, без опасности. Во парк, сме одели на плажа на Вардар, сме го користеле Вардар како во летните денови, како одмор и тоа било прекрасно детство. Толпа, еве вас ќе ве прашам, јас сви гости ги прашувам, што се работале твои родители, татко и мајка? Па татко и мајка ми работеше во ОХИС, во лабораторија лаборант, а татко ми работеше во фудбалски клуб Вардар, каде што беше кондураџија. Фактички он ги одржаваше кондурите во тоа време на фудбалерите, тие беа специјални кондури, не како во поново време беа со крампони кои се правеа од кожа и мораше тие испаѓаа, се троше и мораше има натпора, мора да се обновуваат. Ти кажа у најаву, а и мои гости кои се гостувале околу емисија за Куманово, тој период 50-ти години, 60-ти, па и пред рат е било едно прекрасно детство. Детство кое се карактеризирало с мир, с другарство, с големо поштовање, респект човек према човека. И сек ти кога га враќаш време после толку години, ти од детство носиш стварно незаборавни моменти. Тачно се слагам со вас. Сега, знаете како е што е, секој мисли дека детството негово е подобро од тоа што било. Меѓутоа, тоа морам да кажам дека и сиромаштијата го прави тоа. Техниката немаше тоаш во тоа време, како сега де мобилни телефони, де лаптопови, немаше. Постоеше само една телевизија, скромна црно-бела техника, која, ако имало конкретно кај мене во мојата улица имаше една куќа телевизор и сите таму на прозор гледаат телевизија на тој телевизор, некои емисии што беа актуелни во тоа време. Али ви сте били веќином надвор, сте играли сте топку, играли сте лопови, жандари игри, соди. Било е динамично, детство е било цел ден сте биле надвор, ви не сте седеле унутра. Па знаете како, во тоа време беше, немаше опасности, немаше сообраќај, немаше деца да беа пуштени надвор цело време. Ни друга забава немаше, освен да бидат во надвор да се играат тие игри што ги викате вие. Ние игравме, например, во тоа време имаше една игра, челик се викаше, со дрво се играше. Тој команат се викав джелик. Джелик, после се играше со плочки, купчиња од семки. Не знам дали вие се сеќавате, семки од кајси се собира у кантички, па се редеа купчиња се игра. Тоа беше животот на децата во тоа време. И сте јаделе лепи маси црвен сол. Да, како, во тоа време, тоа беше мас, црвен сол, леп, сол од озгора, шекер, лепче, леп од фурна, се чекаше нареди си во фурна. Сега кажи ми, каде било детство туја, колку имало куќи, мало ли е, било ли населена Дебар мало или не е било многу населено? Сега да ви кажам, ние живеевме на крајниот дел, моментално сега, вие Скопје сигурно го знаете, улица Рузвелтова, каде што е. Добро. Таа беше тука, ние бевме во продолжеток на Рузвелтова према влезот на Зоолошка градина, кај што е, тука ни беше куќата. Тоа беше крајот на Скопје. После тој дел према Карпуш беа стопанство, некој се одгледуваше некои култури, како жито, како имаше таму подале некои бараки од факултетот, после се изгради факултетот, машинскиот факултет и електромашинскиот факултет се изгради на тоа место. И тоа беше веќе крајот на Скопје, после се изгради населбата Карпуш и се продолжи да се гради. Тоа беше, ја кога сум роден, тоа беше крајот на Скопје, тој дел. Што може да каже Љупче Георгиевски Талпа за своји родители? У тој време родители се бориле на сви начини да ги деца изведем на пут, да ги ишколуев, да ги прехранив. Ти си, како свак нормален човек, захвален на твои родители што со тебе на некој начин дале правац и пут у живот. Да ви кажам,
родителите во тоа време беа по цел ден, например, мојот татко беше по цел ден на работа од саба до вечер. Мајката работеше, имаше работно време во Охис, лаборант некој беше. А ние сами на себе оставени. Како родителите, колку може да се грижат за нас, знаете, како секој родител, како и сега. Секој родител за своето дете мисли да му даде правец, да го школува, така и моите родители се трудеа, колку што може беа малце. А мојот татко беше малце и мајка ми беа исплашени за моето здравје, бидејќи јас како дете на 4 годишна возраст имав некоја повреда, некој деформитет на ногата, десна, па имав некои операции во Белград, носев некоја протеза толку година, дена, две протеза носев на десната нога и поради тоа јас со фудбалот почнав да занимавам многу во касните години. Мојот татко не ми дозволуваше да играм фудбал, бидејќи се плашеше за моето здравје. Така да ја ако отидов не можев нигде да тренирам у тоа време у клубовите во Вардар, во работнички. Он ќе дојдеш и ќе им каже на тие тренерите да ми избркаат тоа таму и така беше у тоа време. Имаја си браќа и сестра веројатно. Имав мој помал брат еден, имам жив се уште и он исто така занимаваше, он со фудбал, он играше во помладокот на Вардар. Беше доста добар и после настапуваше за Југококта и така. Во основна школа учие си веројатно Девар малото. Учев во основно училиште, имам завршено во основното училиште Карпуш, Христијан Тодоровски Карпуш, полно име да ви кажам. После тоа завршив педагошка гимназија Никола Карев. Потоа отидов да студирам на економски факултет, меѓутоа знаете како е. Тоа ми е една голема дамка во животот што не дипломирав на тој факултет. Имав 2 години завршено и остана така, не заврша факултетот. А ваш брат што е работа? Мојот брат работеше во Охис како механичар беше он. Автомеханичар и така отиде во пензија како автомеханичар. Јас исто после завршувањето на кариерата фудбалска се запослив во Алумина, фабрика Алумина. Работев таму едно 10-11 години. Оттаму отидов во Технометал Вардар, исто таму работев едно 6 години и потоа во една приватна фирма со продажба на автогуми, бевме увозници на Сава од Словенија, автогуми Сава и таму работев до моето пенсионирање. Афинитет према фудбал. Од дете ли си маја или си други спортови се каја? Знаете како е у тоа време ние единствен забава ни беше фудбалот. Друг спорт немавме услови за друг спорт. Знаете, фудбал како фудбал може на улица ќе излезете, ќе земете една фудбал, ќе ставите 2 камења и ќе направите 2 гола и ќе играте фудбал. Друго немало услови за друго да се игра. Па ние сме играли и боси, тогаш немаше ни. У тоа време патики многу кои у моето детство кога сум бил мал. У тоа време патики немаше скоро никои патики беа. Мисле на именка патики боси. Било е скромно, да. Боси, па кога ќе одиш у некој камен па ќе се раскрва и прстот, тоа бело. Куде е таа послужија војско JNA? JNA служила, да кажам, во Загреб. Која година е било? Најпред служев во Сомбор, потоа отидов преко мандат добив во Загреб на аеродром Плесо, на аеродром и таму ја завршив војска. Тоа е било 70 ли која? Тоа беше на крај 75-та година. Не беше завршена кариера, мислам, фудбалското првенство во втора сојузна лига и при крај на првенството последната утакмица ми беше одиграна во Крушевац, во Напреда Крушевац и оттаму после отидов во војска. Тега JNA служило се 15 месеца, изгледа или 12? Да, 15 месеци служеше во JNA
15 Еве месеци. толку и тебе ќе те прашам, пуно полемизираме овдека с луѓе. Војска на млади луѓе од тоа време ги е давало дисциплину, одговорност, ред. За жал овдека каде нас војска не се служи, беше дугачко време. И пуно мои соговорници викаат дека војска треба се врати во Македонија у интерес на млади генерации. Не знам што да ви кажам сега, малце војска, кој како ја доживува војската, знаете. Има сепак, има дисциплина, се знаеш, дисциплина, мора да има дисциплина во войска, ако немаш ти со толку број на луѓе, ако нема дисциплина да успееш да ги ставиш во ред, ќе се дисциплина и Дисциплина смисла се баја мора да станеш, да се знае да редот, наместиш кревет, све. Гимнастика, Се физкултура. Се знае распоредот како е во войска, станување, гимнастика и пошто ние работиме, јас и да ви кажам право, војска ни беше многу тешко кога бев во војци, затоа што имавме ние таква единица, бевме, сега малци историја се вратам, бевме во Плесо и тој дел работевме во еден команден центар надвор од Плесо, не носе, тоа беше еден дел под земја беше центарот, каде што имавме контрола на северниот дел на Југославија, Словенија, Хрватска и Јадранско море еден дел, го пратевме со, пошто бев јас радиотелеграфист во воздухопловството и секој ден имавме контакти со тие радиостаници што беа во тој дел на Југославија, северниот дел на Словенија, на Приморјето и одржуваме секој саат, имавме во одредено време на одредена фреквенција одржувавме радиоврски. Имаш исто така едно одделение, морам да ја кажам тоа, сега може ти да се имаше едно одделение каде што има тој дел на табла нацртано, на табла, а позади стоева војници со слушалки на ушите и секој авион што влагаше на територија на Југославија го бележува преку тие радиоврски, а пред нив беше дежурен секој ден по еден воено лице од чин пуковник и пред него стоева два телефони кои беа поврзани со војните аеродроми во Мостар и во Пула, да може во секој момент, ако некој авион навлезе во таа територија, да се јави да го пресекнат. Мора да ви кажам, постоеше една сигурност во тоа време. Па джабе не викав дека Југославенска JNA е била една од најаки во Европа тоа време. Да ви кажам, била најака, меѓутоа командниот состав беше малце, не беше, имам конкретно кај мене во мојата единица. Цел вод бев само ја еден војник, во еден вод, и имав еден заставник кој командуеше со тој вод. Други тоа беше војска како војска. Сега некој мисли дека Во свак случај убаво искуство. па како да не е. Другарство се ствара со некои луѓе ја и ден денеска. Еве ти и ден денеска после толку години памтиш пуно луѓе кои си био во војска. Контактирам со двајца веќе од долго кои се уште се живи. Куде се ти еве? Едниот од Белград, може да спомнам, Лопиџич Павле се викаше, он беше правник, адвокат, работеше во Сојузен извршен совет. И имаше еден од Далмација, Јошко Шкугор се викаше. Кој е од Сплит ли? Од Шибеник. И с njega имаш контакти? Имав контакција, изгледа до неколку години, не си ја слушнато. Не знам, најате време да го... Да. Тоа е убаво да се чува контакти и пак тоа се убави моменти во живот. Најубави. Па сега, војската остава траги на некои луѓе, знаете како е. Сега, тоа се долг период си одделен од фамилија, од другари. И да ви кажам право, кој како ја преживеал, кој како ја... Некој и било многу лесно, а некој многу тешко, знаете како е. Ние конкретно отидов на стари години, мислам, веќе кога напуни 25
7-8 години тогаш што ти крајниот рок го фати, ми беше потешко, например некои што ќе дадат на 18 години веќе они полесно им проваѓа, така ли? Пројките толпа први почна да тренира фудбал, неколку години се тој десило. Да ви кажем сега конкретно тоа што ви кажав, ја немав дозвола татко ми да игра фудбал.
И пошто он беше спортски работник во тоа време, имаше контакт со сите клубови од Скопје, беа клубовите. Вардар работнички, секој му беше цел ден тренира во Вардар, во помалку и во работник. И например, во Вардар нема шанса, пошто татко ми ќе каже, на тренерот не може не може и не ме прима. Отидов после на една проба, мислам, селекција се правеше во работнички. Ја отидов, вече ме одбраа да играм во работнички, отидов во работнички, он разбра дека сум во работнички, отиде на тренинг и му рече на тренер, испали од него, не може да иде више. И така престана. И моето играње фудбал после стана во... А тега во Вардар, каде бие таткото и тој 60 години, кој бие тренер тега? Па на помладокот беше у тоа време Дончевски. Антон Дончевски. Антон Дончевски, да. А на тие години беше тренер кој беше... Не можам да светам дали Пазмањ и со Хуго Рушевјанин беа, Хуго Рушевјанин и Пазмањ беа. Пред нив беше Шпиц, кој вика Симоновски, Джина Симоновски. А на помладокот беше... Хуго Рушевјанин беше од Војводината. Кој? Хуго Рушевјанин, но... Да, Војводина. Он беше тек... Од тоа време на фудбалот постојаваше тренер и техник, го викаат технико. Тренер беше Фрањов Пазмањ, а Хуго Рушевјанин беше технички оперативац. Да, технички оперативац. Он ги донесуваше играчите, он одлучуваше кој ќе влезе во состав. Вардар тега бие стварно најбољи тим во Македонија, без конкуренција. И ви некако не успевате да се наметнете да отидете во Вардар. После како се развиваше ваша кариера? Да ви кажам конкретно сега за мојата кариера, имаше во мојот дел кај што живеев, имаше еден клуб кој се формира 67 година, 68, се викаше Скопје 63. Скопје 63. И од таму во тој клуб игравме ние сите другари што бевме од тој дел на Скопје. Имавме другарски фудбал, беше игравме. После 2 години, 3 играв во тој клуб. Потоа од тој клуб преминав во Југококт. Слога Југококт. Југококта Ѓорче Петров. Ѓорче Петров, да. Таму отидовме на полусезона. Југококта се бореше, тоа е година 71 година. Таа година Југококта се бореше за опстанок. И отидовме ја, па се Драгче Томовски се појави на полусезона отидовме. Отидовме, ја завршиме полусезоната, остана Југококта во Македонска лига и после тоа наредната година дојдовме во Куманово. Кога Куманово таа година влезе во втората сојузна лига. Сега, доваѓаме до тој момент. Куманово, крај на 60 години, 70 години, после доста покушаи, конечно успева да улегне у другу југословенску лигу, која мора да кажеме дека друга југословенска лига е била неверојатно јака и квалитетна. И прави се, доваѓа нова управа, има пуно паре и се ангажира пуно играчи, меѓу тие играчи доваѓате и ви Талпа у Куманово. Али како се десијате позив? Кој ви се јавира да дојдете ви у Куманово? Па да ви кажам конкретно. Ја и Томовски, Драгче бевме меѓу подобрите играчи во Југококта и прв на разговор беше повикан Томовски. Драган Томовски. Драган Томовски во Куманово. Он беше тука дента, ги завршија разговорите, се договорија и дојде кај мене дома и ми рече, вика, сака да се слушне со тебе Петаковиќ, мене ми вика, дојде. И ти вика, ако можеш утренета да идеш во Куманово на разговор. И конкретно утренета отидов ја Куманово, одма се договоривме, мене ми беше цел да играм во втора сојузна лига, се договоривме со Петаковиќ, условите ги договоривме и од тој момент станав исто и јас. Тоа е било, тоа беше 71 година. Па кога влезе Куманово во втора лига, 71 година. Тогаш во тој период во Куманово дојдоа многу играчи
мора да ги напомнам, да ги... Јас, Томовски, Аднан Зекири, Сетинов, Јуда Рамаданов, Зекири, да, Зекири, Аднан Зекири, да, Шиштериев, Штериев, Донев. Доне, да. Не, дојдовме едно 7-8 нови играчи во Куманово. Каков ти бие утисак кад си дошao први пат во Куманово? Веројатно си се распашаја како свак човек, дека клуб има сигурну екзистенцију, дека нема да биде промашај од твоја страна и доваѓаш на градски стадион и осетија си дека овдека ипак има нешто што Куманово ќе му даде шансу да биде добра екипа. Да ви кажам, 70-тите години можам да кажам дека спортот во Куманово цветаше. Не само фудбалот, у тоа време беше и доста, ми се чини, на меѓународно ниво и беше познат боксот. Морам да го спомнам, сега да не враќам. Да, Аце Русевски. Аце Руски, Реджеповски, Јакупи, ја ги знам тие. Беа на светско ниво познати боксери, спортисти. Кога доја во Куманово, исто така и стопанството беше на големо. Имаше голем развиток. Во тоа време во Куманово имаше многу мал број незапослени луѓе, така да имаше, да го кажеме, стопанството беше Искра, Шавницеви, Чи, Киров, Етак, Зи Куманово, многу малце луѓе беа незапослени. Додо предпоставува дека ќе се одржи клубот долги години. И тоа ми беше целта. Потпишав за Куманово договорот. Се случи и кога... Кој те пречекал Куманово од Во управо? Куманово, да ви кажам, право, во тоа време со Бранко, Бранко Алаула. конкретно Алаула, беше, он работеше во банка. Он беше фактички алфа омега за клубот у Куманово. Со него беа конкретно разговорите, имавме еден, тука беше и Петаковиќ, Бранко, и имавме председател на клубот, беше народен пратеник Абдула Османи. Во тоа време... Да управо е бие тега Тихо Теодосиевски, Тихо па Жмара е бие. Жмара беше Насе Стаменковски од полиција. Беа Благајни, беше Мите. Сега не можам, знаете како долго време помина. Доаѓате у Куманово, потпишувате уговор на колку години? Да ви кажам, потпишав уговор на 2 години. Првите 2 години поминаа, после уште 2 години потпишав уговор. И да ви кажам, први, морам да ви го кажам, кога дојавме Куманово, првиот ден на летните припреми, првите припреми, одиме во Отешел. И првиот ден имавме еден тренинг, што не можам да го заборавам, пошто знаете како е, летен период, секој се одмара, никој не трчал и тие се многу тешки тренинзи. И првиот тренинг беше, дова и стануе, тренер беше Петаковиќ, вика, денеска тренингот ќе биде кондиционен, од Чешево ќе трчаме до Коњско. А интересна работа, и како што почна тренингот, тренерот Петаковиќ на чело на сите играчи, он прв го водеше тренингот. Јас се зачудив како може човек кој во тоа време сигурно имаше 50 години да го истреша цел тренинг од Тешево до Коњско. А колку далеко е било тоа? Па да ви кажам, сигурно беше едно 7-8 километри. Да ви кажам, исто конкретно мене ми беше многу тежок тој тренинг, пошто цело лето на плажа, на сонце, не си бил спремен кондиционо, а го гледам човекот прв води да се чудна работа. Доваѓаме до моментот кад и вас мора да ве прашам, пуно сме дискутирали овој нашу емисију за Александра Петаковиќ. У Куманово толпа мора да ви каже дека јавност е поделена околу те период каде он бија тренер. Еднига Петаковиќа фали, други викав дека
Не е многу да е за кумановски фудбал, демек повише ја порцираа играчи од страно, а кумановци су биле запоставени и туа има некој судар на интереси. На некој начин се деловира негова работа, а има други што викам га фали пуно. Па сега да ви кажем, квалитетот на играчи го одредува тренерот. Он си има замисла како ќе го води клубот. Петаковиќ како тренер имаше карактеристика што беше многу строг, дисциплина бараше во клубот, имаше ред во клубот. Конкретно он пред секој тренинг имавме состанок во собликувална и ни кажуваше тренингот колку ќе трае и што ќе се работи на тренинг. Секој тренинг ќе седнеше во собликувална и ќе ни каже, ќе работиме тоа и тоа, денеска толку ќе трчеме, тоа ќе трае толку, до минус тренингот се знаеше колку ќе трае. И бараше голема дисциплина, борбеност и он конкретно играта ја заснимаше на одбраната. Основна цел му беше одбраната, така да ние како одбрана во тоа време кога игравме, јас не се сеќавам клубот додека сум настапувал за клубот Куманово, негде да сме примиле повеќе од 2 гола. Од 2 гола да сме примили, повеќе не се сеќавам. И додека нападот ти беше малце проблематичен, ние победите ги остварувавме со минимално со еден гол разлика. Меѓутоа борбеноста беше на едно големо зависно високо ниво. И фактички он бараше таа борбеност. И се сеќавам дисциплина така да пошто голем број од играчи живееа во Скопје, правеа контроли, доаѓаа постанови, не проверуваа дали сме во тој одреден период когаш дали сме дома. А ви сте патувале Куманово Скопје? Ние па тренингот не беше тогаш секој ден ние со автобус доаѓаме во Куманово, затоа што во тоа време немавме возила сите, фактички возилата ја купиме после 2 години, 73-та година, ја да бе со автобус секој ден и губевме многу време со тој превоз, затоа што мора да дојдеш на пример тренингот, ако почне во 3 сати, мораш у 1 сат да се качи на автобус во Скопје за да дојдеш тука. Меѓутоа, знаете како е. Патот беше блиско, Да, и не е имало гужва со половин сат и секогаш имало слободни места. И се, тоа... Сега, кажамо што треба за Петаковиќа, човек е работае, оставија е трак во Куманово, еве га талпа каде бие упак во Куманово. Таа фотографија, морам да ви кажам, тоа е кога влезе Куманово во втора сојузна лига, тоа е надпревар со МИК во Скопје. Второ коло беше на надпреварот, ние дебютиравме првото коло ни беше, морам да го кажем и тоа во Прибој игравме против ФАП. Во тоа време во Прибој дојде на имаше договор направено со репрезентативец на Југославија Хасан Агиш, кој дојде од Партизан најверојатно при крај на кариера. Настапуваше таа година за ФАП и ние таа утакмица таму ја изгубивме 2:0. Потоа дома игравме на утакмица со Раднички Пирот, ги победиме 2:1, трето коло фактички беше и гостувавме во Скопје со МИК. На таа утакмица ги победиме со 1:0 во Скопје. Вие може да видите колку имаше публика, тоа можеби беа све грото од Куманово дојдени навијачи. Куде е био Па стадионот беше во близина на Железара, сега не постои тој више стадион, беше доста добар стадион. Еве да ги наброиме екипе талпа кога сте играле ви у Другославенско лиго, Шумадија, Раѓеловац, силна екипа, Напредак Крушевац, Раднички Крагуевац, ФАП Прибој, Раднички Крагуевац, Слобода Титово Ужице. Све добри екипи. Да ви кажам, па во Југославија постоева прва сојузна лига и втора. Прва сојузна лига и втора сојузна лига во 2 лиги, Исток и Запад. Од тие 2 лиги првопласираните директно влага во првата сојузна лига. Последните две екипи од првата сојузна лига испаѓа сега. Зависи ако од прва лига испадне некој двата тима од Исток, тогаш се играа некои квалификации, така да се пополнува броевите во лигите.
Квалитетот на лигата се знае. Во Македонија во тоа време постоева 4 екипи, 5 кои беа второлигаши, можем да ги наброиме. Бевме ние, беа Победа со долг стаж, Победа, Работнички, Тетекс и Брегалница. Друг второлигаш немаше во тоа време во Македонија. Беше квалитетен фудбал, например, игравме неколку и се гостуваше во Белград, во Земун, во Крајговец, во Пирот. Беа центри на фудбал каде што можам да ви кажам во Пирот имаше еден стадион што беше меѓу најдобрите терени во Југославија. Главниот стадион на Пирот. Позади Пирот стоеше комбинат 1 мај Пирот. Позади секој клуб во тоа време стоева големи комбинати, големи фирми, например Раднички Пирот 1 мај, ФАП беше ФАП, Галеника, Оземун Галеника. Раднички Крајговец стоеше градот како Куманово што стоеше градот позади клубот.
Викав дека Шумадија Аранџеловац е била доста најнезгодна екипа за Куманово. Со нив игравме неколку утакмици од кои можам да ја кажам. Ајде, да пусти изгубиле дома 0-1. Не, ние ги победивме во Аранџеловац 7-0, исто така, Атанасовски им даде гол. Со Шумадија тука ги победивме, сам игра може да се сетаме 4 пати, со нив они испаднаа после тоа втората година, како, не можам да се сетам сега. Знам дека таму игравме 1-0 ги победивме и дома ги победивме. Не, Шумадија ни беше многу ни одговараше на нивната игра. Нас голем пораз ние доживеавме од Бор, екипа од Бор. Куманово Раднички 72 година 2-1. Тоа Кажи така, толпа кои се овдека на слику, Сега- играчи, Петаковиќ, после тоа покажи ги со прст ги покажи. Петаковиќ, Старејко, Ѓоко Цветковски, Донев и јас, уствари, да, Цветинич, Рамаданов, Вукилич, Зекири, Трајче Бошковски, Миненковиќ и Чик. Војче Чик. Да, Војче Чик, тие се. А Миленковиќ од куде беше он? Миненковиќ беше војно лице тука, водник беше во аеродром, во Куманово, војно лице и како млад играч играше. Исто така сакам да ви напоменам да против Раднички Пирот. Во тоа време 72 година ми се чини, или 73 година дома, имавме ние во помладокот еден многу голем талент за фудбал. Се викаше Марковиќ. Му предвидува многу голема кариера како фудбалер. Да, и му е скршива многу ново. Да, Петаковиќ имаше голема верба во него и кога наполни 18 години го стави во првиот состав на натпревар со Раднички Пирот. Се случи една трагедија што имаше една голема повреда на тој натпревар младиот Марковиќ и со таа повреда му заврши кариерата. Јас со него се гледам во Скопје, сега интересно морам да ве напомнам за него. Го прашувам што работиш, како работиш, и ми вика, јас, вика, сега сум моментално у пензија, меѓутоа дипломирав, вика, на филозофскиот факултет, група албански, и сега држам часови приватно албански, вика. Марковиќ. Се сеќавате на него? Не, јас знам, кажувале су ми дека бие неверојатно талентиран играч. Прекрасен, после Полутка бие. десно крило играш. Десно крило, пардон. Брз играш, кариера му исто како на Павле Георгиевски кој успеа во фудбалот. Еве да ги чешljamo овие фотографии. Ово е Слобода Тито Вујице Куманово 2-0 72 година. Цветинич, јас, Георгиевски, Донев, Ѓоко Цветковски, Зекири Аднан, овај Лазаревиќ беше резервен голман, Старејко капитенот, Петаковиќ, Цветинич, Ивица, Трајче Бошковски, Мичо Сетинов, Вукилич и Штериев. Да не забравам да не ми избега мисла за Миленковиќа. Колку време играл Куманово како војно лице? Како војно лице играше цело време, нигде оно... Колку? 2-3 години? Колку? Да, 2-3 години играше, беше тука на работа војно лице. Водник работеше во армија и играше, млад беше, мислам, ако имаше едно 20 години игра, додека беше во Куманово, играше за Куманово. И после онде отидуе контакт немате више с него никаков. Не, он отиде во Скопје да работи таму. Не, додека играше фудбал, работеше во Куманово. Нигде не доби прекоманда. А сега во Скопје живе? Сега во Скопје живее. Имате ли контакт с него? Па многу ретко да ја кажам право сега. Знаете како други делови, секој си има свој живот. Сакам да го покажемо овој слику толпа, ова е историја на Куманово. Пишувало и по новини од тоа време. 72-73 толпа у Куманово доваѓа чувена црвена звезда, изваредна екипа, празник за град Куманово и у сви новини у Југославију вес звезда била у Куманово. Празник за град. Да ви кажам, у тоа време Црвена звезда дојде како гости на Куманово, благодарејќи на нашата управа во тоа време, кои беа љубители, најверојатно беа и навијачи скоро сите на Црвена звезда, ја поканија да биде гостин во нашиот град. Црвена звезда ја прифати поканата и беше гостин
во Куманово, празник за градот, морам да кажем дека стадионот беше исполнет до последно место кај можеше да се седи, кај фактички да се стои конкретно беа стоењето од лева, десна страна, беше исполнет до последно место, а Звезда настапи во следниот состав, колку што можам да се сетам. На гол им беше Дујковиќ. Десни бек им играше Џорич, леви бек Јефтич. У халф линија игра Караси, Калинковски, Дојчиновски, Павловиќ. Десно крило играше Јанковиќ, десна полутка играше Караси, центар фор им играше Зоран Филиповиќ, лева полутка играше Сејат Сушич, братот на Сафе Сушич, и лево крило не можам да се сетам кој им играше у тоа време. Исто имаше, не можам да се сетам лево крило кој играше. И да кажеме дека тега на Звезда су фалиле пуно играчи. Да, во тоа време беа, не фалеше Џајич, Ачимовиќ кој беа и Богичевиќ кој беа на припреми со репрезентацијата на Југославија. Они не беа во составот на Звезда, а ние во тоа време, пошто ни беше, морам да признам, нападот ни беше многу слаб, ги повикавме како гости од фудбалски клуб работнички Таневски и од Вардар Рајчевски. Кажете ми, дали сеќате кој ги даде голови за Куманово тој победа? Па да ви кажам, Рајчевски го даде едниот гол, а вториот гол не можам да се сетам кој го даде. Дали го даде Донев ли, не можам да се сетам. Знам едниот гол го даде Рајчевски. И беа големо појашање за нас. И победиме со 2-1. И на трибини еуфорија. Еуфорија, да, што значи да победи Црвена Звезда во тоа време. Тоа беше спектакл, после тоа отидовме на заеднички ручек по Кристал. Убави спомени. Убави спомени. Исто морам да ја кажам една стучка со Црвена Звезда. Ние колку голем тим е. Ние се враќаме од едно гостување во Белград и со автобус застануваме на пат и имаше еден мотел Јавор на автобатот. Ние се семнуваме облечени во тоашни социјални форми, кирофетак, едни плави сакоа, грао панталони и се симнавме во хотелот и меѓувремено доваѓаат исто Црвена Звезда од гостување во излеа игра со Раднички Краговец, тогаш беше Раднички Краговец во прва сојузна лига од Краговец и они се симнуваат од автобусот, меѓутоа и они исто така униформи, плави сакоа, темно плави сакоа со златни железни копчиња, сиви панталони, кога ги видов, да ви кажам право како беа облечени, ние бевме према нив многу мали. Тоа беше и се осеќаше квалитетот и во фудбалот и во гардеробата на фудбалерите од прва сојузна лига и втора сојузна лига. Пред да го почне да го прави емисију, малку се распаша куде кумановци за вас лично талпа. Карактеристика куде вас кога сте играли за Куманово и во кој биле дека сте биле доста бескомпромисен играч. Топка проваѓа, играч не или обратно. Па, знаете како тоа време моите карактеристики кои беа конкретно ќе ви ги кажам јас. Биле сте сакам да кажам с големо срце, не устрашни. Да, видите, јас бев доста брз играч. Иако моите конституција не ви делува така, ја бев висок 191 сантим. Меѓутоа бев доста брз играч, играв доста добро со глава. И во одбраната, конкретно игравме во одбраната, ние во тоа време игравме систем 4-3-3, со тоа што така се играше тоа време во светот, да се играше, последен играч беше коректор, ја бев тој последен играч со Стоев и командуев со одбраната кој каде и како да игра. Карактеристиките беа тие мои: брзина, храброст, мислам, острина, брзина и добра игра со глава. Фактички и ние ја засниваме одбраната клубот, додека беше Петаковиќ, основна цел ни беше да не примиме гол. Ние бевме доста јака екипа во одбрана. Конкретно ја ви спомнам, голманот Цветинич беше олимписки репрезентативец на Југославија, во состав на олимписка репрезентација на Југославија. Тогаш
во Југославија на Олимпијада одеа аматери, не одеа професионалци како сега што одат, и фудбалерите се избира од вторите сојузни лиги, аматери, пошто у тоа време беа професионалци и аматери. Фактички Фудбалскиот сојуз на Југославија нас не нарекува не аматери, пошто постојат професионалци и аматери. Да. За да може клубот да исплаќа новчана награда за потпис на договор, за премии на фудбалерите, они не смеат да бидат аматери. Ако бидат аматери, тоа го прекршува законот и донесува некоја варијанта, некоја солуција да нас не назначат како неаматери. И од договорите што ги потпишувавме стои име на фудбалерот кој е неаматер, за да може да прима пари за потпис на договор, за премии и тоа. Галеника Куманово 1-0. У Земун изгубивме таа утакмица со Галеника, која беше исто така добар тим, квалитетен тим. Стоеше фабриката Галеника по Зенит, има пари, има све и доста тешки утакмици. Еве, талпа со Цветенича пред Кубу. Пред Куба, да. За жало не починат одавно. Имат, да кажам право, доста многу почина. Сега конкретно Јанан Зекири пред месец дена два почина. Зекири почина. Да, годините си го прават Еве својот. Врничка боња, 73 година припреме, талпа да кажемо кои се одека на слику. Па сега се одека скоро Цела иста екипа е. 20 и неколку луѓе, 20 и неколку играчи. Сега да ви кажам еден по еден конкретно. Па добро, горе-доле су исти фудбалери. Па да, све исти, може би. Сега може со Пенкало вака да не пречиме. Ова е Лазаревич, ова Трајче Бошовски, ова е од помало Диме Јаневски, Миленковиќ, Шутевски, Цетинов, Букилич, има еден тренер Роксандич, Цветинич, и еве го Денко Думановски. Денко Думановски, да. Легенда исто така на Куманово, прекрасен човек. И он почина. Прекрасен другар, мислам, јас со него сум имал незаборавни денови во Куманово, бевме многу блиски, бевме како браќа со Денко Думановски. Прекрасен човек. Тодор Донев, Ѓоко Светковски, Штириев, Пужо и Пужус. Пужо почина сега. И на жалост Светинов, Петаковиќ и Миленковиќ. Исто така морам да кажам, многу убави зборови за Денко Думановски, прекрасен човек. Скромен. Прекрасен човек. Многу убави денови помина со него во Куманово. Сега одека Утакмина со работнички во Скопје. Куманово 1-0. Играме во Куманово. Еве га туја наша кумановска легенда Иван Ивановски стари. Иван Ивановски, тука со Иван Ивановски, ова сум ја, ова е Боро Николич од работнички, ова е Богатиновски, Цветнич во акција. Толпа мора да те прашам, еве кумановци сви си зборив меѓу себе и си кажував дека најголема фудбалска легенда на Куманово е Старејко. Ти си с njega играе, знаеш га какав е бија човек, али стварно невероватен играч. Старејко како капитен на Куманово, прекрасен човек, може да кажам дека лош збор немам слушнато од него. Со ниеден, додека беше капитен, додека игравме во Куманово, тие 4 години, додека се надпрвуваме во втора сојузна лига, со ниеден играч не влезе во конфликт, да кажем. Беше прав капитен на екипата, а како фудбалер немаше да кажам. Многу јак фудбалер, прволигашки фудбалер, можеше слободно да игра во секоја прволигашка екипа во Југославија, да сакаше. Меѓутоа остана верен во Куманово, кариерата Куманово му се одолжи исто морам да напоменам дека му се одолжи на неговата верност во Куманово, му доделија стан во Куманово на него и на два фудбалери им доделија стан на Цветинич и
и на Старејко. Заслужено, да. Заслужено и баш многу ми беше драго, му бевме кај него гости кога го доби станот. Му честитаме и Па еве има градот мора да кажам му се одолжи на Мора да му се, Куманово. да. Тоа си. И штета ќе беше ако не му се одолжеше на Старејко. Преку 4 години играте во Куманово, убави моменти. Сакаја ви да ја прашам еве неколку збора на кратко за публику. Како е публика била фактор кој да вас да ве мотивира да играте? Градски стадион во Куманово увек е бија пун. Па знаете како се, да ви кажам, во Куманово сите луѓе беа задоволни од тој период и едина разумно да им беше фудбалот го чека секоја недела им беше празник, стадионот беше секојаш полн. Да ви кажам нешто за стадионот. Стадионот беше квалитетен, теренот беше многу квалитетен, имавме човек кој секојдневно го одржуваше теренот, беше меѓу подобрите терени во Македонија. Сега пред некој ден поминав, па не пред некој ден, пред некоја година поминав во таму баш да го видам стадион, да ви кажам, се изненадив од таа руина што е на стадион и гревота Куманово како град кој можам да кажам меѓу поголемите градови во Македонија, да нема еден клуб, еден таков јак, квалитетен фудбалски клуб во државата, штет за градот. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play.
те прашам, Петаковиќ колку години беше во Куманово? Петаковиќ беше 2 години во Куманово, потоа замена. Дали во кој може да ни кажеш според твој согледување некој? Види, Петаковиќ беше... Зашто га напушти Куманово? Не знам да ви кажам дали се... Има ли недоразбирање? Не знам дали тоа беше со управата некој недоразбирање, дали во однос на платата нешто не се договорија. Петаковиќ го напушти клубот, дојде исто така е ново јак тренер Качунковиќ. Качунковиќ тренер, многу добар тренер, да ви кажам, сосема два различна тренера, Петаковиќ и Качунковиќ дали е жив? Умрен и он. На жалост, он не сам пред долго време. Со него последен пат се видов службено патува во Панчево. Он живееше во Панчево. Службено патува во Панчево, се сретнеме во хотел, имавме го разговор. Ми каже, работам, вика, во Фудбалска федерација на Војводина. Идам како инструктор по градовите, така. А меѓутоа, еве сега конкретно ќе ги споредам тие два тренера. Петаковиќ беше конкретно со играчите секојдневно. Имаше он анализа на после секој надпревар, правеше анализа на сите фудбалери како играле, која им е била грешка, дали ќе ги награди, дали ќе ги казни после надпреварот. Додека Качунковиќ беше сосема друг тип на тренер. Он повише влијаеше психолошки на играчите, за разлика од Петаковиќ. Он ги мотивираше на психолошки план на играчите, им даваше. Конкретно ги кажа пример играме во Белград со Рат и вика сега, знаете ли кои се ови играчи овде? Он сега ќе кажа на српски. Ови су све играчи звездеви. Они лопту има да вам протуре кроз слепо црево, да не ме толку биле квалитетни. Така ќе те мотивира да излезеш на терен или пред утакмица ќе дојде ќе го каже составот и ќе каже само играјте како знате. И ќе излезеш од кабина. Ево да ги кажем овие играчи с Качунковиќа. Качунковиќ, Цветенич, Николич. Николич од куде беше? Тоа Николич беше од Ниш, па после тоа кариерата продолжи да игра во Раднички Ниш, од Куманово премина во Раднички Ниш и отиде во Канада и таму живее во Америка. Цветенич, Цветковски, јас, Старејко, Штирие, Диме Јаневски, дојде од Вардар у тоа време. Донев, Вукилич и Атанасовски. Па нали ви тешко кога напушисте Куманово талба? Ви кажам, јас после имав еден лош период, конкретно оваа утакмица исто така со Петаковиќ 72 година. Видите сами колку е стадионот исполнет до последно место, нема публиката. Не знам таа утакмица дали со Напредак Крушевац ја игравме и победивме исто така 2-0. Па да ви кажам, имаше еден период кога бевме ние последната година стварно со тренер беше Шијаковиќ, дојде Шијаковиќ, трет тренер Шијаковиќ. Прекрасен човек, интелектуалец, можем да ја кажеме сите три тренера што беа како човек, како индивидуа, беше прекрасен човек, културен, образован човек. Меѓутоа со тој тренер ние немавме голем успех. Игравме многу квалитетен фудбал, меѓутоа немавме успех. И таа година управата, мислејќи дека нешто се случува во клубот, бевме суспендирани. Ја, Цветенич, наводно нешто сме местеле некои надпревари. Знаете, кога бродот тоне, мора да се најдат некои кривци за да се казнат и бевме суспендирани во тоа време. Не настапувавме и после тоа последната утакмица ми беше во Крушевац со Напредак и после тоа отидов во војска 75 година. И кариерата ми заврши во Куманово. Тоа беше, ја имам во Куманово одиграно преку 100 утакмици во втора сојузна лига, во тогашна Југославија, преку 100 утакмици. И тоа е стандардно игра. У свак случај со тие повреди наводно што се случуваат, е конкретно оваа слика што ја гледате овдека го нема Старејко, он беше повреден овдека. На оваа слика. Тука Старејко го нема, беше повреден и со многу
Повреди се знаете како у спортот повреди се неминовни повредите, се случуваат повреди. Меѓутоа немам освен таа повреда што се случи со Марковиќ, имав ја исто така една тешка повреда во Косовска Митровица, во судар со глава со фудбалер на Косовска Митровица Маџуни, од која после тоа лежев во болница, имав голем потрес на мозокот, паузирав 3-4 утакмици. Тоа беше мојата повреда потешка што се случи. Па и сега имам некои исеченици на рацете, на ногите, кои се санира со шиење и со да ќе помине. Во секој случај од Куманово носите во успомени. Прекрасни успомени. Град кој после мојот роден крај град највише го сакам. И имам доста широк круг на пријатели. Толпа сат и 20 минути зборима, многу брзо пројде време. Фала, благодарам исто. Интересантни работи. За крај уште две кратки блиц прашања. Што прави Толпа како пензионер сега? Па да ви кажем, како пензионер, времето го имаме на претек. Јас имам задачи некои со разнесување, носење на внуци, се уште помагам дома. И тоа е, слободно време се собираме како друштво на едно одредено место. Тоа место е во близина на мојот стан, мојот дом кај што живеам, со бивши тука доаѓаат фудбалери кои се уште се живи. Да ја поздравиме Ѓоко Цветковски. Ѓоко Цветковски му се јавив ко покане да биде гостин, он меѓутоа ми рече дека има обврски, неговата сопруга почина, неговиот едниот син е во Канада, другиот тука, имам да ми кажеше порано, може ке поручих сум послободен од Сабајле, имам обврски, не може да дојдам. Поздрави ги луѓето од моје име. Така и ми ga поздравljamo. Гледа ли Толпа фудбал? Која лига не повеќе сакаш да гледаш? Италијанска, Па да ви кажам, енглеска, повеќе шпанска? сакам ја шпанска лига да гледам, бидејќи во неа има повеќе голови, поинтересантна и повозбудлива, за разлика од енглеската лига, која ја сметам за една најака лига во свет, каде што има концентрација на најквалитетни играчи во светот играат во енглеска. Меѓутоа, за гледање, за око е најдобро да се гледа шпанската лига. Бех ти кажу, ја најше гледам италијанско лига. Италијанската лига, знае како многу ме потсеќа на југословенската лига у тоа време, каде што многу малце голови има, се базира све на одбрана, играта исто како и ние што ја базираме со Петаковиќ. Играта на одбрана, у тоа време одбраната, ние игравме у одбрана исти пет души што уопште не се менјаваа цела сезона. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Толпа за крај. Како човек од спорт е све дај во живот. Една ваша лична порука за млади генерации. Знаеме дека живееме во време на овие дигитални напредци, да кажу, компјутери, лаптопови, айфони, 300 чуда. Деца су ни несвите, слабо, физички активни, некако оваа технологија направи што вика куманаци многу штета. Да ви кажам, секое време носи свое. Према тоа, не можеш да го одредиш животот на децата во време кое они си го сметаат дека им е најдобро. Они за своето време ќе кажат дека им е најдобро, ние за нашето време ќе кажеме дека е најдобро. Меѓутоа, јас се слагам со вас дека оваа модернизација, технологија, сепак децата се многу затворени, не се многу активни. Сите... Што би им ти препоручија на младите? Ја би им препоручил, кога ќе седнат кога ќе излезат, да разговараат, да комуницираат, не да ги гледаат телефоните и да седат на телефони цело време.
Тој се вика природна комуникација. Немаат контакт, немаат комуникативност меѓу себе, не разговараат, да се чудиш, да ме тоа не ми е јасно, нас постарите не е јасно тоа, така. Се слагаме со тоа. Тоа е тоа. Фала ти што беше гост Алпа, посекувате уште многу здравје, да се живи здрав и да се видиме палку мано. Благодарам многу. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и посекувајте се највај.